Зборуваме за африканската свинска чума која што повторно се појави на нашите фарми. Гости ова утро во студиото се Гоце Трајчев, председател на групацијата за производство на месо и преработка од месо при Стопанска комора, и Васко Ристовски, представник на Стопанска комора на Македонија. Добро утро. Добро утро. Во текот на разговорот ќе го вклучиме и директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Николче Бабовски. Ќе зборуваме на истава оваа тема, се разбира. Колешката Елизабета Кузмановска е на терен, подготвена е. Првите прашања се прво ќе почнеме со Гоце Трајчев. Како влија африканската свинска чума врз гранката месо преработување? Влијанијата се многу сложени, многу широки во повеќе правци. Болеста се шири од пред неколку години, не од сега, овие влијанија се и од многу порано, да речем. Болеста се шири ни секаде на светот. Кина прва ги почувствува последиците. Во моментов во Европа имате различни земји со различни региони на заразени и незаразени подрачја. Меѓутоа, ние со ова влијание се соочивме уште пред неколку години и за жал не успеавме, можевме подобро да реагираме, бидејќи го знаевме, го очекувавме ова влијание, учествувавме активно во соработка со АХВ, и местната индустрија секогаш беше вклучена активно во депопуларизирањето на грлата кои потекнуваат од ризични подрачја, и требаше само малку поголема поддршка во соработка со армијата, со полицијата, со Агенцијата за храна, главните преносители на болеста дивите свињи, да се изврши нивна депопуларизација, со тоа ќе се намалеше ризикот за пренос кон големите фарма и моменталните последици кои што за жал веќе е касно. Тогаш со многу мали средства ќе успеевме да го одложиме ова влијание што не стигна сега. Значи, или ќе го намалевме многу помалку ефектот. Да. Ние функционираме и работиме веќе неколку години наназад во услови на загрозеност од оваа болест. Да, ќе кажеме дека ова болест човекот не ја пренесува, дека се пренесува меѓу животните? Нема никакво влијание врз здравјето на луѓето, за среќа, меѓутоа има далеку сежни економски последици, за жал. Баш тоа ние до сега 90% од домашното конзумно месо, значи свинско, 90% го задоволувавме од домашни потреби. Секако за месопреработувачката индустрија ни оддалеку не се задоволуваат потребите од домашно производство, но и тоа беше секако за поздравување и тоа требаше да продолжи. Ке зборуваме подоцна за ова. Васко, какви се импликациите врз оваа гранка и врз целокупното стопанство од повторната појава и земањето замав на африканската свинска чума? Видите, секако дека последиците се лоши и ќе имаме негативни резултати. Прво, кога е во прашање примарното производство, односно фармерите, тие ќе претрпат голема штета. Затоа што имаме депопулација, тоа беше единствена сточарска гранка, да се разбереме, да бидеме искрени, која во изминатиот период забележа некакви позитивни резултати и раст, наспроти сите други сточарски гранки кои бележат драстично намалување. И последиците тие веднаш ќе ги почувствуваат. Имаме колење, имаме депопулација, имаме намалување на сточниот фонд и ќе треба еден период повторно, значи, да се вратат назад, што не е добро. Нормално ова ќе ја чини државата, дополнителни субвенции, финансиски средства, тоа се финансиските импликации. Но од друга страна, проблемот кај месната индустрија е следен. Они ќе имаат и директни и индиректни последици. Директни, тоа значи намалување на производство на домашно месо. Го што кажа колегата, ние 80 до 90% задоволувавме домашното само за свежо месо, меѓутоа немаме доволно ни свежо месо за конзумација, па увезуваме најголем дел од Србија, а за преработки да не разговараме воопшто. Сега намаленото домашно производство ќе значи зголемен увоз од страна. Повторно финансиски импликации и од друга страна најголем проблем е што Европа, знаете, она секогаш го штити своето производство, тие едва чекаат да ви најдат некоја мана само да ви стават една бариера. Ние сме веќе со години оваа гранка, не сме да извезува, не сме ни да трансферира ни земјите на Европска унија заради класичната свинска чума и ради неа не држат со години под блокада.
ова веројатно дополнително ќе ги услужни работите и дополнително ќе продолжи таа блокада, што не е добро. Имате прекрасна стопанска гранка која не смее да извезува. Во директен контакт сте, Гоце, со одгледувачите, што велат тие, каква е реалната состојба на терен? Ова се моменти кои што ние ги разговараме тука студиски, вие сте директно во контакт со нив, па пренесете ни што велат луѓе. Еве, што велат. Вообичаено сите се јавува, нели, традиционално кога се празничните сезони, сите се јавува, ние тесно соработуваме и сите се јавува и соработувавме и нудеа и имаа количини. За жал, оваа година никој не се јави и не сам ни во минатото, меѓутоа сега тоа е интензивирано. Неколку месеци назад количините се десеткувани, преполовени, неаме доволни количини и не само месопреработувачите и месната индустрија, туку и самите традиционални произведувачи на месо, за да ги испочитуваат своите комитенти, прават увоз на свежо месо, за жал. И сето тоа, ова состојба ќе потрае сигурно, како што рече и колегата, сигурно уште 7-8 месеци, дури може би до година и пол до две, затоа што толку е потребно еден циклус во, да речеме, во големите капацитети да се заврти, за да се вратиме на бројките кои што сме ги имале предходно. Меѓутоа, сега ние де-факто веќе функционираме со намален, далеку преполовен капацитет и надополнуваме од увоз. И тоа е веќе 7-8 месеци наназад поинтензивно, а сето тоа во услови на замрзнати, загарантирани цени, кои што дополнително се натовар на стопанството, мерки кои што се краткотрајни и со позитивен ефект кај потрошувачите можеби, меѓутоа со многу загрзувачки ефекти на стопанството. Луѓето мора да јадат, нели, не може да чека, ова е една од основните гранки што го храни нашето население. Одиме со Агенцијата за храна и ветеринарство, Елизавета Кузмановска заедно со Николче Бабовски, директорот на АХВ, па бети повели со линкот на тема африканската свинска чума, оживувањето на африканската свинска чума во Македонија. Добро утро, поздрав. Се наоѓаме во објектот на Агенцијата за храна и ветеринарство. Бранко Чупески, како што најави, наш соговорник ќе биде директорот Никол Чебавовски. Добро утро, веќе во студиото се зборува навистина за на овој немил настан, можам да кажам, кај свините. Африканска чума, што всушност е ова болест? Како што и повеќе пати кажуваме, тоа е опасно вирусно заболување од кое што заболуваат домашните и дивите свињи, меѓутоа не е заболување кое спаѓа во групата на зоонози, односно заболување од кое што можат да заболат и луѓето. Така да нашите граѓани навистина во однос на здравствената состојба воопшто во државата што се однесува на граѓаните се бидат сигурни и безбедни. Покрај сите оние вируси, ковиди и се што сме поминале, ова болест, ова болест не е опасна по здравјето на луѓето не заболуваат, меѓутоа е катастрофална по здравјето на свињите. Како се пренесува? Па најчесто се пренесува преку директен контакт или, за жал, во последно време, она што и во светот, а и кај нас е утврдено и кое што навистина пречи, тоа е човекот како преносител на болест, односно несовесните граѓани кои што одат се движат по терен каде што е болеста појавена и после тоа влегуваат во одгледувалиштата, односно во фармите со свињи и на своите алишта, обувки, раце можат да го пренесат вирусот. И најчесто, како преносител на оваа болест, значи се јавуваат тие директни контакти меѓу животните и човекот како најопасен вектор, односно најопасен преносител во ова ситуација. Навистина доста, како кажуваме, и загрижувачки. Меѓутоа, како може да се препознае, како се манифестира болеста? Значи, болеста се манифестира со одредена карактеристична симптоматологија кај домашните животни, односно кај свињите. Значи, тие се апатични, има
слинење, после тоа се појавува висока температура, се појавуваат карактеристични пеги по површината на телото, најчесто долниот дел стомак, од бутовите, позади ушите, и животното одбива да зема храна и за жал завршува многу скоро со смрт на самото животно, и не е само што завршува со смрт на самото животно, него тоа веќе извесен период било клицоношец, односно преносител на болеста, ги заразило и другите свињи во самиот објект. Не значи дека доколку во еден објект има појава на африканска чума кај свињите, дека одма сите животни наеднаш ќе... Имате инкубација која што трае? Многу кратка е, до 14 дена максимум е инкубацијата, и што е најбитно и на што на вистина сточарите мора да внимаваат, тоа е примената на биосигурносните мерки. Тоа е она нивна заштита, бидејќи за жал до ден денес, иако во светот предизвикува огромни економски проблеми ова болест, до ден денес немаме ниту вакцина, ниту лек против оваа болест. Тоа се зборува и во студиото, бидејќи навистина во стопанството има огромни штети, загрижени се сите. Контроли, спречување, заштита? Ние вршиме редовни контроли, значи имаме одредени мерки кои што се наложени на територијата на цела држава, значи забрането е превоз на овој вид на животни, а и сите други мора да се почитува, тоа е законска норма, без претходно да се изврши клинички преглед, без да се добие сертификат за здравствената состојба на животните. Исто така од заразените подрашја забрането е изнесување на животни, осем за колење, во кланица која што е најблиско тука. Забрането е нивно движење на територијата на цела држава, забрането се саеми, продажба на сточните пазари, некаде се врши одледување на свињите на отворено, и тоа е забрането, значи доколку се најдат свињи на отворен простор, ние одма ги одземаме, и за тие свињи нема финансиска надокнада. За сите други, кои што во борба против болеста, бидејќи единствен начин е депопулацијата, за да може да се спречи ширирањето на болеста, за сите други свињи, значи ние вршиме финансиско обештетување на отпредувачите. Тоа би значило и воедно и превенција, се ова што го кажавте? Единствен начин на превенција, на заштита е токму ова и во оние региони каде што населението, одгледувачите навистина ги почитуваат мерките кои што се наложени од страна на агенцијата, а кои се во склад со законската регулатива, со правилниците, со прирачникот за борба против африканската чума, таму немаме појава на нови случаеви. Ама за жал има и несовесни одгледувачи, несовесни граѓани, несовесни ловци, не само одгледувачите, бидејќи еден дел од ланецот се и ловците, кои не ги почитуваат овие предложени мерки, и заради тоа имаме појава во одредени региони на државата по втори или по трет пат да дојде до појава на оваа болест. И болеста, да, предизвикува економски штети кај сите, меѓутоа оние кои што, речемо, од хоби се занимаваат со свињарство и одгледуваат едно, две или три животни, прават огромен проблем, но оние на кои што животна екзистенција или бизнес име одгледувањето на свињи. Контрола на терен во во самите објекти, значи објектите и во месарниците апсолутно се врши, значи контрола во објектите, во регионите, се врши пореден попис на свињите, се проверуваат одгледувалиштата, се врши нивна категоризација според примена на биосигурносните мерки, дали се со среден, со висок или со низок ризик, и исто така имаме редовни контроли по продавниците каде што се продава, значи во големо продажба, односно во мала продажба, каде што се врши продажба на месото, значи дали имаат уредна документација на следливост и декларации за месото, каде е, како набавена. Исто така еве имаме во одредени региони во државата каде што има печењари, значи каде што во овој период таков од годината, каде што тие помали прасиња се носат на печење, не сме да се затекне во таков објект ни едно прасе кое што нема соодветен ветеринарен документ. Доколку го затекнеме, ние, еве јас јавно кажувам, тие ќе бидат одземени и нештетно уништени. Ви благодарам за директното вклучување во утринската програма и што се вклучивте токму на оваа тема. Доколку има прашања од студиото или па нема, ние би се одјавиле. Бранко?
Бети, благодариме за јавувањето. Прашањата ги оставаме за тука. Сосема децидни бевте со директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Николче Бабовски. Благодариме уште еднаш за вклучувањето. Се враќаме ние да го продолжиме разговорот со двајцата гости. Гоце Трајчев, председател на групацијата за производство на месо и преработка од месо при Стопанската комора, и Васко Ристовски, Стопанска комора на Македонија, се гости во Македонија наутро. Васко, продолжуваме со вас. Спомена Гоце дека 2 години е циклусот кој што е потребен за да се обнови сето она што сме го имале како бројка претходно, која што ги задоволува домашните критериуми. Сега може ли оваа ситуација да влие врз евентуално згаснување на одредени капацитети и дали потоа како и дали би се надоместила таа загуба? Видете, ова стопанска гранка еден подолг период работи во прилично проблематични околности. Значи, почнавме COVID-19. А е една од нашите најдобри. Почнавме со COVID-19, потоа дојде војните действија во Украина, Европа се затвори, како и за извоз, така и извоз од нас не допира, така и за увоз на суровини пред се, и на крај капак на се беше мерката на владата, нели, за да се помогне во целата оваа криза населението, се донесе една мерка за ограничување еден извесен период, и тоа на 2 пати, се уште трае втората мерка, ограничување на цените, односно маржите. Во вакви околности нормално е дека имаме последици по компаниите, по работењето, па дури по нивната ликвидност. Пред 4 години, кога ние аплициравме за една мерка, времена мерка беше таа, која траеше одреден период за да се помогне на оваа стопанска гранка, во Стопанската комора беа 17 компании, кои беа отприлика 90% од домашното производство, кои аплицираа за мерката. Во меѓувреме 3 или 4 од нив веќе не функционираат, од која едната беше голем капацитет, другите беа помали, и доколку продолжи ваквата ситуација... 25%, 1/4. Па, ајде да не располагаме, да не манипулираме со проценти, но да, факт е дека сериозна е бројката, и сега го се очекува дека доколку продолжи ваквата тенденција, дека ќе има и друго намалување. Пред се ке помалите капацитети, но тие се секако значајни. Од друга страна, лошото е тоа што како пропаѓа домашните капацитети, се намалува присуството на домашен пазар на домашни производи, на нивно место веднаш во истиот момент доаѓаат производи од увоз, и тоа пред се од земјите во окружувањето, кои се не се сериозна конкуренција, но и од Европската Унија. Ние со нив, во однос на нив, не сме конкурентни. Значи, прво немаме доволно суровина, скапи енергенси, скапа суровина која доаѓа од увоз, и примарното производство, тука ќе мора се спомене скапи хемикали, пестициди и така натаму. Сето тоа го прави ова производство неконкурентно. Помнам, пред многу години ситуацијата на пазарот, ако излезевте, ќе видевте 20-30% беа наши македонски производи, наспроти 70% увозни. Потоа во еден период оваа гранка доживува една добра експанзија, вложување во капацитети, во технологија, во машини, во рецептури, добри производи. Ја мислам дека се смени ситуацијата обратно. Ние бевме 70-80% наспроти 20% од увоз. Меѓутоа, изминативе неколку години под влијание на овие околности што ви кажав ја, мислам дека ситуацијата полека, но сигурно се враќа назад. Нашите производи го губат местото на пазарот, наспроти нив доаѓа она што е од увоз. Сега, дали спасот е во увоз на замрзнато место, сега тој спас има два краја. Од една страна можеби ќе се спаси гранката, меѓутоа од друга страна ќе се наруши домашниот чинител во оваа гранка. Спасот за замрзнато месо не можеме така да го дефинираме. Значи, спасот од секогаш бил и од секогаш сме го поддржувале во домашното производство. Секогаш сме го поддржувале, збориме, треба да разликуваме за свежо месо и за замрзнато месо. За свежо конзумно месо имаме капацитети и секогаш сме го поддржували и понатаму викаме да се поддржува домашното производство и тоа е спасот за да останеме на тоа ниво на кое сме и секако да растеме. Кај замрзнатото месо спасот го гледаме како можност домашната месна индустрија да добие изедначени услови на стопанисување. Бидејќи ние во моментов со увозот на замрзнато месо во сопствената држава сме во обесправена положба. Подредена позиција. Неколку пати сме го излагале тоа, значи истото замрзнато месо како суровина кое што го набавуваме од Европа,
на влез кај нас за производство, наменето за преработка, ние плаќаме од 20 до 25 па и 30% царински давачки, а за истата таа суровина некој што ја купува пред се од соседството производителите кои што генерално се и наша конкуренција, на таа суровина плаќа меѓу 6, 9, некаде и ослободен од царина. Значи ние во старт сме неравноправни во однос на увозните производи од соседството пред се, а само ради таа давачка која што еве сега генерално надлежните ја кажуваат дека е за заштита на домашното производство. Меѓутоа сега веќе неаме или домашното производство е преполовено и тогаш што штитиме. Ние со ова веќе неколку пати е укажувано. Надлежните го разбра на иницијатива на групацијата, дојдовме и до законско решение. Прво имавме тест период од неколку години, каде што најавивме дека нема да има негативни импликации врз домашното производство фармерско, од една страна, а од друга страна дека ќе се бориме против увозот. И тоа го направивме. Значи, од 2018 до 2020 бројките на домашните производители, ако генерално да речем во годината беа раснеа по 3 до 4%, почнувајќи од 180.000 товеници годишно, па дојдоа на 220.000 товеници. За цело време имавме мерка на ослободување на царина за ова замрзнато месо, а ние увозот од 13.000 тони во 2018 го намаливме на 9.000 тони. Значи, ние имаме капацитет да се избориме со увозните производи, само ни требаат еднакви услови на функционирање. Нека има увозни производи, нека има конкуренција, меѓутоа нели треба да се преземат да има фер плей, изедначени да. услови на стопанисување. А домашното производство и понатаму треба да се подржи и во поголем обем и структурно, да се инвестира, бидејќи сите поголеми капацитети во моментов во државата се наследени, да речем, од за секоја почит се, значи, вложувањата во биосигурностни мерки, во генетика на домашните, пред се на големите капацитети. Меѓутоа, треба да продолжи нивната подршка во структурни промени, значи инвестиции во чисти подрачја, во нови фарми. Чисто за споредба, во Кина веќе имате фарми кои што се на спратови. Така да, а ние имаме необработливо земјиште и имаме капацитет да го дуплираме. Сега, нели, има тука услови, луѓе, вработени, ама тоа се веќе проблеми кои што цела држава ги. Кои мерки да се преземат системски? Видите, ние во изминатите неколку години имавме една интензивна комуникација со владата, со министерствата, предлагавме разноразни мерки се со цел да се заштити оваа стопанска гранка и секогаш велевме бараме само еднакви услови со производите од конкуренција што доаѓа. Затоа што, нели, согласно сите договори што ги имаме подпишани, имаме производи кои доаѓаат со 0% царина, додека ние увезуваме суровина со од 20 до 40% царина, нормално, не можете да им конкурирате нив. Предлагавме мерки, една времена мерка имавме која за жал не можеше повеќе да се продолжи, тоа беше увозот на замрзнатото свинско месо за преработка, само за преработка. Додека траеше таа мерка, се видоа одно позитивните ефекти кај оваа стопанска гранка, но во исто време немавме негативни ефекти кај примерното производство. Тоа е многу важно, затоа што сепак тие две се врзани и мораме да ги посматраме цело време заедно. Како престана мерката, повторно имаме негативни ефекти. Што значи, дали владата еден ден ќе донесе мерка поврзана со замрзнатото месо, целосно да се регулира само за производство, или барем да се намалат царините на ниво на, една Србија, која е најголем процент, најголем конкурент, 8%, било што да се донесе од тие мерки, ќе биде добро. Гоце, да финишираме, ќе јадеме ли здраво месо, ќе јадеме ли квалитетно месо од домашно производство и во оваа блиска иднина кога се соочуваме со вакви проблеми? Со оглед дека за свежото месо сите генерално увозот е од соседството и од Европската унија, квалитетот од и порано и сега е на ниво на европскиот и на светскиот.
Ние и до сега имавме од домашните производители за свежо месо, имавме квалитет кој што е рамо до рамо, би рекол, со европскиот, како што споменав и претходно. Имаше инвестиции во генетски материјал, имаше инвестиции, значи, доста во фармите и тој капацитет требаше само да се надоградува, да се модернизира и да се зголемува. На секоја суровина тука исто е, мислам дека и Агенцијата за храна, не мислам, него сигурен сум дека Агенцијата за храна е на ниво на задачата, затоа што редовни, вонредни контроли и на суровините, и на, значи, ние на секој увоз кој што доаѓа, месо свинско кој што доаѓа од заразени подрачја, се прават анализи во ветеринарен факултет или ветеринарен институт, па откако ќе се добијат резултатите, тогаш се пушта во промет и така да и до сега пред последните 15-20 години имаме квалитетно месо и тоа би продолжило. Единствено, пак морам да спомнам тука, државата со овие популистички, да не речем, краткотрајни мерки со краткотраен ефект, кој што се натовар на стопанството, може со такви некои, да речем, ненасочени, нетаргетирани мерки да доведе да имаме недостиг. Значи, треба да се тргне од стопанството, ние претходно предлагавме мерки кои што ќе бидат таргетирани и наместо да се зафаќа една цела гранка, да биде тоа широко и да речам не без со краткотрајни ефекти, поддршката да биде ова што го предлагавме, значи ваучери за купување на не мора да биде на домашни производи, не мора да биде само месото. Со тие мерки на ранливите категории на граѓани имаше во времето на пандемијата една таква мерка која што даде резултати и кај ранливите категории на граѓани, а имаше резултати и кај стопанството. Значи и ние сакаме да продадеме. Никој не беше загрозен, да. Никој не беше загрозен, и домашните капацитети сакаат да продаваат поголем обем, поголем обрат, а со поголемиот обрат ќе дојде и намалувањето на цената. Не мора државата да ги ограничува. Особено, сакав ова само да завршам, особено во услови каде што сега се соочуваме од таму кај што увезуваме, веќе гледате дека со намалувањето на мерките за субвенција за енергетската криза према земјоделските стопанства во државите пред се од Европската Унија, еве Германија да ја спомнеме со најновите, само со една вест цените отидоа нагоре. Цените се берзански, се менуваат на неделно ниво. Баско ќе финишира? Секако. Да. Значи, очекуваме ли да се среди ситуацијата во една-две реченици? Во скоро време имали најави, имали надеж? Видите, ние веруваме и работиме на тоа. Заедно со групацијата, заедно со АХВ, целта е нели да се преземат сите потребни мерки, да се регионализира, да се затворат тие региони каде што се појави болеста, за да поминеме што побезбедно. Со тоа повторно да се вратиме на примерното производство, да се вратиме на оваа гранка, повторно да трнеме напред. Сепак, колку повеќе имаме домашно производство, тоа значи дека сме поразвиени како држава, особено зборуваме за сектор кој е застапен 12 до 14%, заедно со прехрамбената индустрија 18% во бруто домашниот производ. Богата земја е онаа земја која сама си ја произведува храната. Така е, баш така. Благодариме што учествувавте во емисијата Македонија на утро. Тоа беа Гоце Драјчев, претседател на групацијата за производство на месо и преработки од месо, и Васко Ристовски, Стопанска комора на Македонија.